Драги другарки и другари, дозволете ми од името на членовите на нашиот клуб Илинден 1903 најсрдачно и најтопло да ве поздравам и пожелам добродошница и добро расположение. Дозволете ми да ги поздравам генералниот конзул на Генералниот конзулат на Социјалистичка федеративна република Југославија во Хамбург, Владимир Дрљевиќ, како и неговите соработници. Искрено би сакал да ги поздравам и нашите мили гости, делегати на Социјалистичка република Македонија, Мира Јанковска, член на Координациониот одбор на Републичката конференција на Македонија, познатиот пејач Александар Сариевски, како и Џоко Поповски. Представниците на клубовите кои зема учество во нашата средба, представниците од клубот Гоце Делчев од Гетебург, Пелагонија од Деслов, Македонија од Малме, од Копенхаген, Македонија, Македонија од Западен Берлин, Илинден од Ханофер, Гоце Делчев од Вилемшафен, Македонија од Бремен, 25 мај од Либек, како и представници од југословенските клубови во Хамбург и околината. Хамбург е најголема порта на Сојузна република Германија кон светот. Сместен на устието на Елба во Северно море, на двете Алстерски езера, со своите повеќе од 2 милиона жители, овој град Ханза представува една од 10 покрајни во оваа земја. Меѓу нив бројни се и луѓето од разни краишта на нашава земја. Повеќе десетини илјади југословени, пред повеќе од една деценија, заминувајќи привремено од татковината од најразлични причини на работа во странство, својот пристан го нашле и овде на северот на Сојузна република Германија. Денес меѓу нив има и околу 5000 македонци, поточно во Хамбург и околината се вработени 3217 граѓани од Социјалистичка република Македонија, кои заедно со членовите на семејствата се околу 5000. Значи, нашите граѓани во овој град не се многубројни, но се добро организирани. Како впрочем и сите југословени во Хамбург. Доказ е постоењето на 23 клубови на југословенски граѓани и нивни спортски друштва. Меѓу нив веќе 5 години действува и македонскиот клуб Илинден. Сакајќи да го одбележи денот на раѓањето на клубот, неговата управа, составена од влюбеници во родниот крај, дојде до убава, но амбициозна идеја да покани представници од Републикава и од повеќе македонски клубови во Сојузна република Германија и во соседните земји Шведска и Данска да учествуваат на прославата на јубилејот. За него имаше уште еден многу позначаен повод. Клубот се вика Илинден, а знаеме, годинава е во знакот на одбележувањето на 80 годишнината од Илинденското востание. Па македонците во Хамбург и нивните гости од десетина клубови, околу 250 македонци, на импозантен начин го одбележаа овој јубилеј, кој беше и секогаш ќе остане онаа светла етапа во нашата историја, која го предвести почетокот на крајот на повеќевековното национално и социјално робство. Средбата се одржа во почетокот на април во Хамбург. Со авиони, автобуси и автомобили пристигнаа гостите на клубот Илинден од Скопје, Гетеборг, Малме, Еслов, Западен Берлин, Либек, Бремен, Хановер, Вилхелмскафен,
со екипи кои беа подготвени да се надпреваруваат во фудбал, пинг-понг и шах и се разбира со извонредно подготвени фолклорни групи. Другарки и другари, дозволете ми да ви го представам представникот на Социјалистичка република Македонија, Мира Јанковска. Они се дојдени од Социјалистичка република Македонија овде да поразговараме ние малку, како делегација испратени, за нашите проблеми, за нашите работи овде во клубот, за нашите мислења за натаму, за работата во клубот и за се поширни други работи. Затоа давам збор на другарката Мира Јанковска. Да се заблагодариме на управата на клубот Илинден за оваа покана да бидеме гости на нивната прослава. Веднаш можем да кажем дека само 2 дена сме овде, меѓутоа печатоците што ќе ги понесеме со нас, не говорам само од своје име, туку од име на Сариевски, кој е исто така тука негде, и на колегата од телевизија Скопје, ќе бидат извонредни, затоа што наидовме и на топлина, и на пријателство, на вистина се чувствуваме како меѓу наши луѓе, иако морам да признам дека луѓето од клубот, сите, а и особено управата, деноиве беа премногу ангажирани околу организирањето на оваа прослава, која, слободна сум да кажам, во вакви услови, во една ваква средина, беше навистина импозантна. Да овој клуб се формира, нормално дека патот беше трновит, како на секој клуб. А конкретно можеме да речеме за формирањето на нашиот клуб. Условите беа уште поотежнати во смисла на формирање на нашиот клуб, преди тоа што овдека на територија на Хамбург не живеат голем дел од територија на Македонија, односно македонска националност, така да потребата за формирање на нашиот клуб потекна, како што пред малце нагласи другарот преседник, од најмладите. Кога зборуваме од најмладите, тоа е во стварност школска возраст. Додека пред 5 години, пред да се формира овој клуб, овдека не постоеше школа на македонски јазик. Со формирањето на овој клуб беше и иницијативата да се формира и таа школа овдека. За кратко време успеавме да добиеме наставник од кај нас од Републиката, се заангажираа сите родители, сите присутни овдека на територија. Можеме и голема благодарност да оддаеме на тогашниот генерален конзул, другарот Магдески Васил, кој е носител, можеме да речеме, дека и на формирањето на овој клуб. Не би сакал сега да се сватиме тука дека тој е потенцот, меѓутоа идеите и условите што ни се створија тогаш, повеќе или помалку беше и негово дело. Станува збор за идеален клуб, би сакал и тоа да го напоменам дека нашиот во овие 5 години има постигнати највидни резултати, а тоа за нас е секако гордост. Кога станува збор за една групација од 300 луѓе на оваа подрачје. Тука би сакал веднаш да напоменам дека со самото формирање на овој клуб се зближивме ние и со соседните граѓани, сограѓани овдека во Германија. Тоа се нашите работници исто запослени привремено овдека во Бремен и Вилемсхафен. Така да односите што можеби и од самата наша република бевме ближни, овдека ние се запознавме со нив и тој трновит пат го продолживме заедно со нив. На таа иницијатива беа формирани и соодветните клубови во Вилемсхафен, како и во Бремен покасно.
просто нешто да мислам да се како од име мое и како од името на клубот Илинден да се захвалам на нашата република што ни стално праќа списанија како Нова Македонија, Вечер. И тие ги редовно добиваме и ги читаме и сите тие новости ги дознавуваме од тие новини. Исто и како што зборевте за организацијата, мислам ние соработуваме со сите клубови, али тие големи спреми ги немаат сите клубови, кои што и на нас ни фалаат. Али со времето ќе ги набавиме. А исто така, многу ме зарадува ова што сите дојдоа од Шведска, од Данска, исто и од Западен Берлин, наши македонци. Иако се постојано во контакт со родниот крај, тие и овој пат беа заинтересирани да слушнат изворни информации за состојбата во земјата, за битката за економска стабилизација и најдиректно во врска со тоа за можностите за враќање во татковината, за вработување, за вложување сопствени средства во работни места или во малото стопанство, за кредитите и за се она што представува југословенско секојдневие. Јас сум више 13 години одека, малку се осетила промената на владата германска, пошто сега странциве кои ќе добија отказ, тешко може пак да се запости. И на тај начин, значи, мислам, према нас политиката е малку по-озбилна. И така исто е, мислам, ако се некој разболи понапред и синдикатот некако помагаше ни, сега се исто осеќава и он некако оладене према нас. И тешко ни е, али уште малку ќе се издржи. Па ја мислам за една година да се враќам за назад. Имаш обезбедено веќе услови таму за... Немам уште, али мислам сега за оваа година дена да нешто обезбедам. Ќе видам, ако добијам работно место и на приватен сектор нешто да работам. Јас и тука би рекла дека може би најголемите шанси за враќање во татковината се за оние што ќе инвестират или ќе вложат нешто во тоа така наречено мало стопанство сега. Ние сите знаеме, јас реков и сношти, велам не се слушаше тој мој дел, дека секаде во светот е економска криза. И Германија, една меѓу најјаки, најмоćни економски земји, па го чувствува тоа. Земја која немаше досега проблеми, која беше во економско чудо и просперитет. А што да кажеме за помали и помалку развиени земји, а Југославија е средно развиена земја, меѓутоа земја која нема енергија, нема нафта, сето тоа се купува, тешко не погаѓаше инфлацијата, недостигот на суровини, сега овие долгови кои мора да се вратат. Сето тоа ја наложи таа потреба од воведување на таа програма за економска стабилизација. Асани Самија, наставник на дополнителна настава во градовите Хамбург, Бремен и Виленсхафен. За прв пат оваа година од нашиот дел, Северна Германија, организиравме екскурзија во посета на нашата татковина. Нашата група изнесуваше 11 деца кои престојува од 19.3. до 2.4.83 година. Организатор беше СИЗ за детска заштита на СРМ, а домаќин во основното училиште Коле Канински во Битола. Дочекот на нашиот престој во нашата татковина малку ќе не запозни Павлина Јовановска, која исто патуваше со нашата група. Павлинче, ќе ни кажеш какви впечатоци остави во нашата татковина? Какви впечатоци донесе и понесе во нашата татковина? Многу ми се допадна и посетата во Македонија
и многу други другарчиња, повеќе имам, сега се запознаев со нив и многу убаво ме пречекаја на аеродрома и му благодарам на сите другарчиња што ме пречекаја толку добро и сакам посебно да му заблагодарам за моето другарче што ме веде, што се вика Анета Башевска, со нивните родители. Ако сакаш нешто да ни кажеш, каде се посетивме во нашата република? Го посетивме Пелистер со незината убавина и бевме и во Крушево, каде што го гледавме споменикот Македонија од Илинден 1903 година и бевме во Охрид, го видовме и Охридското езеро и бевме и во Струга и Ресен и во Прилеп. Огивата на Победено, така? Да. И сакала да одиш пак? Молим? Дали Сакала сакаш? да одиш пак? Да, ако биде моите родители таму, нема да се вратев овде. Да. Има ли некој што сака да не се враќа назад од ова наша посета? Некој наши другарчиња од тука? Учениците има, значи што не сака да се вратат, сака да се учат Таму. таму. Така? Ако сака да ни кажете само за нашиот испраќај Ние од тука. заеднички ги испративме нашите деца со наставникот Асами во посета на Македонија и тоа за нас беше една голема гордост која успешно заеднички се спроведе во согласност со нашата република и за да сите заеднички задоволни, не само родителите ние, меѓутоа тоа најповеќе се однесува за децата кои премногу и најубаво биле пречекани од нашите фамилии и се надевам дека ова соработка со понатамошното време ќе се зголеми така да им се даде и прилика и на оние деца кои останаа во Германија, кои не ја посетија оваа екскурзија, да тие во нареднијата средба, во наредниот пат, кога ние повторно ќе организираме таква средба, се надевам дека бројот на тие членови, на тие наши деца ќе биде поголем. Така живеат и работат 5000 македонци во Северен Хамбург, секој со своите секојдневни проблеми и преокупации. Најголем дел од нив заедно кон крајот на секоја работна недела, во петок, сабота и недела, во просториите на својот клуб Илинден, заедно со многу други југословени од сите делови на земјата, другаруваат, играат шах, гледаат телевизија, читаат весници на македонски јазик, пеат, играат, се веселат и сите секогаш со мислата дека само временно се таму и оти наскоро во еден догледен ден ќе се вратат конечно во татковината.